Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Нема правда, нема мир, или пак има мир со селективна правда, како државата која што сака за само 7 години да стане членка во Европската Унија, може да си дозволи само 4% од граѓаните да веруваат во правосудството. Театар, фарса или вистинска работа? Дали што се случува во работната група која што треба да ги подготви предлог уставните амандмани, кои што веќе шефот на дипломатијата и вице-премиерот за евроинтеграција ги најавуваат дека се речиси готови. Ке бранат ли од Министерството за правда нешто што ќе им биде сервирано? Дали пародијата и скандалот во судскиот совет на површина ја извади сета гнилост на македонското правосудство, како да се верува во оној орган кој што сами од себе си не ги почитува сопствените закони, требали да бидат тие распуштени? Дали Министерството за правда ќе си дозволи осудените некои на доживотен затвор, терористи, како што беше во пресудата од Диво Населје, да бидат екстрадирани во Косово? Зошто секое ново раководство во Министерството за правда сензационалистички најавува екстрадиција на Никола Груевски и колку е тоа всушност реално? Зошто и како се гледа во Министерството за правда на злоупотребата на европското знаменце, за кое што реагира и Европската Унија? Ова се само дел од прашањата и темите за вечерашната дебата. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва во 24 анализа интервју со Викторија Аврамовска-Мадич, заменик министер за правда. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, Душица, благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Многу прашања деновиве околу Министерството за правда, меѓутоа многу малку конкретни суштински одговори. Јас реално очекувам дека вечерва ќе добиеме некој конкретен одговор. Стартувам со она што е најактуелно, освен Бехтел и Енка, работната група за која што треба да ги состави уставните амандмани. Министерството за правда ја преговараше, ја договараше 23 члена и побогу 2 недели деловник се расправа. Денешната изјава е дека следниот петок ќе се гласа. Господјо Мадич, што е толку спорен тој деловник? Прво, Република Северна Македонија го отпочна патот за кон Европската Унија. Во моментот, за да стигнеме и да можеме да почнеме со преговорите и сето оно што ни е нас договорено како една преговарачка рамка и со скринингот, треба да започнеме со едни уставни измени. Само уставните измени се патот кон него. За да стигнеме до тие уставни измени, да го реализираме сето она што изминатата година беше прифатено од страна на Собранието на Република Северна Македонија, тоа е европскиот предлог, со предлог за клучоците. Повеќе за домашна употреба беа тие заклучоци. Само да се доискажам, беа прифатени и истите треба да се имплементираат во моментот во Уставот. Работната група, формирана од експерти, представници политички партии, Министерството за правда е формира за да го изготви предлог, нацрт предлогот, иницијатива за отварање на Уставот. Во моментот кога имаше конститутивна седница, јас и министерот отидовме, се договоривме, започнаа работата, беше врачено решение од наша страна и натака ги оставивме за сето она што они ќе го работат. За методологијата, начинот, роковите, принципот на работа, кој што сакаат да си го стават во една рамка како деловник, ги оставивме сами да се договорат. Нашата препорака, мојата и на министерот, е да можат они да го изработат сето тоа што поскоро. Значи да пристапат кон предлог измените, кон предлог изготвување на предлог иницијативата за уставните измени. Сепак Министерството за правда има свој представник таму. Мислам, не сте вие и министерот, меѓутоа има како институција представник и јас на вистина не можам да разберам, бидејќи минатата недела Бујар Османи, оваа недела Бојан Маричич најавуваат дека готови се амандманите, за 1 месец ќе стигнат во собрание, ќе почне процедурата и така натаму. Иако според промена на уставот најпрво требаше потребата да се изгласа, ама за тоа потоа. Да. И сега една цела недела слушаме деловник, па не биле сите, па биле сите, па 2 сати биле, па не им мислам, се создава впечаток дека сето тоа е фарса.
И дека на крајот од денот ќе ги добиете вака на готова амандманите и тие ќе бидат тие. Вице-премиерот Бојан Маневич и министерот за надворешни работи Бојар Османи, јас во ниден момент не сум ги чула дека кажале дека амандманите се готови. Иначе да, потребата, предлог, иницијативата за потребата на стварање на уставот го работи работната група. Никој нема да скокне директно на амандманите, ниту како што и претходно јас и министерот имаме објаснето дека таа уставна комисија која беше спорна за дел од опозиционите партии во парламентот, дека ќе биде заобиколена. Да, се сложувам со нив дека што поскоро, за месец дена, треба да се излезе со тој предлог. И јас верувам во сите овие членови, 23 во работната група, дека ќе смогнат сили и најбрзо што можат ќе го изготват сето тоа до крајот на јуниеве, да кажеме. Ако пред тоа успеа да се договора за деловникот, пошто за сега тоа изгледа најголем проблем, дека моите информации се дека веќе внатре има нека материјална расправа. Сепак имате 23 представници, иако има некој завет на молчање таму, се добиваат информации. Дека има материјална расправа во однос околу тоа дали што треба да биде предмет на таа работна група, односно според некои неофицијални информации веќе има етничка поделеност внатре во однос на тоа дали да се чепка само уставот во однос на обврските кои што Ковачевски ги превзема со францускиот предлог и вметнување на бугарите и останатите заедници, или пак и таа фамозна формулација за 20% која што ја бараат и партиите во собрание, за да го поддржат уставот, меѓу кои вашиот коалициски партнер Арвен Таравари и министерот Кернар Лога го отвори како едно од клучните прашања на првиот брифинг. Прво сакам да напоменам дека предлогот не го прифати само премиерот Ковачевски, туку целата влада. И тоа е изгласано од Собранието на Република Северна Македонија, од мнозинството на пратениците. Значи, оваа влада се обврзала да го реализира тоа. Во работната група, што се случува и како се случува и вакви работи, јас не сум ги чула информациите, меѓутоа, дозволете ми да кажам, сакам да напоменам дека и министерот, јас, Министерството за правда и сите го имаме еднаш потенцирано тоа, дека јавна расправа за сите други прашања кои ќе произлезат од одредени политички партии или од коалициони партнери или па од експертите кои што сметаат дека во делови на уставот кои што прагматично не може да се применат, а се пресликани во некој закон, не мора да станува збор само за етничките прашања, ќе биде јавна расправа и ќе продолжат да се дискутираат се во иднина по завршувањето на овој процес. Овој процес е многу битен, приоритетен и мора да се донесе што поскоро. И тоа е договорено и во првиот ден на состанокот и министерот и јас потенциравме дека во овој момент дискутираме за нешто што е приоритетно за да не скршнеме од патот кон него. А потоа, дали ова работна група или некоја друга работна група, сите прашања може да се отворат и да се дискутира и ние ќе бидеме отворени да ги прибереме тие информации. И се тоа се убаво звучи. Ама вака, вие ни вака немате 80 партиници, клучните опозицијски партии ви ги нема во работната група. Јас сум на ставот на ВМРО ДПМН е дека нема намера да поддржи промена на устав во овој мандат, го цитирам Христијан Мисковски, а дополнително ги немате и другите гласови од албанскиот и од опозицијски блок, кој конкретно го цитирам Фадил Зандели, кој пред 2 недели токму на ова столче рече дека доколку јас не добиам предлог амандман во кој што 20% се менува, јас нема да гласам за никакви смени на уставот. Како ќе стигнете до 80? Сите 120 пратеници верувам дека се чувствуваат дека се народни пратеници и дека за доброто на Република Северна Македонија, за својата држава ќе се одважат и ќе го прифатат овој процес. Секој од нив, кога ќе го видат предлогот и кога ќе видат дека ништо не станува лошо или ништо нема да биде на Република Северна Македонија, кога во преамбулата влезат и другите народи кои што поднеле барање, пошто не правиме муабет само за бугарите, правиме и за црногорци, хрвати, египчани, егејците, за многу други кои што сите оние ќе поднесат барање, а таа работна група ќе ги разгледа. Верувам дека ќе се одважат и ќе смогнат сили и ќе гласаат. И дека овај предлог иницијатива отварање на уставот ќе помине. Амандманите се друга постапка која што врз основа на тој предлог ќе се изготват. Многу сте оптимист. Да.
како ќе се одважат да гласаат господја Младич, како пред 2-3 години? Со Не. амнестии, со притвор носење, со имаше муабети за пари и така натаму. Немам такви информации, ниту па до Еве- мене дошло тоа. Јас мислам дека тој процес пред неколку години, значи не пред, мислам 2019, 2019. да, тој процес па беше толку многу транспарентен, дури се спроведе. По-транспарентен не можеше, од притвор ги следавме со камери во собрание како гласа. Сите тие не само што гласа, и сите тие што излегоа на референдум. Значи беше една процедура, една кампања и точно тие сватија зошто сето тоа се прави. И сега ние ги користиме тие бенефити за членството, нашето членство во НАТО. Знаете колку луѓе на последните анкети се против францускиот предлог? И против вметнувањето на бугарите во Уставот? Знаете ли колку проценти од граѓаните ја гледаат Бугарија како најголем непријател на Македонија? Сега пред 2-3 месеци имаше. 70, над 70%. Јас сум ги видела на анкетите процентите од 87% дека граѓаните сакаат да одат во Европска унија. И им се обраќам на граѓаните да сватат дека се мора да како граѓани да велеат верба дека овој процес нема да наштети ниту на идентитетот, ниту нешто на Македонија. Туку ќе помогне само да го продолжиме патот и да влеземе ние во ЕУ, а не нашите деца, мој и нивните да одат во ЕУ. Туку ЕУ да ја донесеме дома. Добро, и на крајот од еден треба 80 пратеници да гласаат за. 80 пратеници без Да, ВМРО. и јас ДПМН верувам. немате. Јас верувам дека Има ли ќе има. преговори со ВМРО ДПМН? Конкретни на? ВМРО одредени ДПМН, пратеници ВМРО со- ДПМН се поканети да учествуваат, да го видат тој транспарентен процес, како во се друго што ги каниме. Дали станува збор за изборен законник, дали станува збор за Бехтел да го видат договорот, го бараат 2 недели, не сакаат да влезат да го видат. Ние постојано ВМРО ДПМН ги покануваме да дојдат да учествуваат и да помогнат и да бидат дел од процесот. Они постојано само блокираат. Зошто ВМРО ДПМН не ги поканивте пред во Мадрид да го прифатите францускиот предлог? И тие заклучоци кои што 2 пати до сега ги спомнавте, очекувам дека ќе ги спомнете и третиот пат, се за домашна употреба. Откако францускиот предлог си беше, владата си го прифати, Ковачевски си даде ракав, стана европски предлог со дел од најголемиот дел од бугарските барања во него. Меѓу кои и уставна. Никоја држава до сега за да стартува преговори немала услов да отвори устав. Сите отвараат на крај на процесот, кој што Македонија пак ќе треба на крај на процесот да го отвори. Не знам дали пре некој ден прочитавте за Ирска, мислам беше, земја која кажа дека за да влезат во Европската унија и они направиле исчекор и го смениле уставот. Ништо нема да биде лошо. Ма ние го сменивме името, господјо Младич. Да, не, значи Името. Па, ако сме Кампања смени- беше многу прашањето на референдум дали сте за промена на името со цел Македонија да стане членка на Европската унија и НАТО. Али Дали стана сте за членка? прифаќање на преспанскиот предлог? Да, преспанскиот Ние предлог веќе беше направивме прифатен. една жртва. Не е Сменивме жртва. наш устав. И го сменивме името, ништо не е проблем на одредени народи во преамбулата да се додадат уште 3, 4 или 5 во зависност од барањата. Нема да се загрози идентитетот. Нема да не го сваќаме тоа дека ние цело време правиме исчекор, а никој друг не прави за нас исчекор. Многу други земји кои што за моментов членки го поминале тој пат, како што е напоменав Ирска, мислам дека Мартин како беше ден председател го кажа тоа пред некој ден. Според нашата преговарачка рамка и според еминентни експерти у Македонија малку различна е од сите други преговарачки рамки, со се протоколите, извештаите и така натаму. Конкретно, уште имам тука неколку прашања околу уставот. А рековте очекувате до крај на јуни, претпоставувам. Околу јуни, така? Па да, би требало од моментот кога ќе почнат сериозно, пошто станува збор за поголема експертска група, они за месец дена веќе да го имаат тој нацрт предлог за потребата од отварање на Уставот на Република Северна Македонија. Добро, колку пари земаат членовите на работната група? Не е дискутирано, ниту со членовите, ниту им е понудено, ниту некој побарал и не е исплатено никаков надомес. И не сме разговарале за тоа до денес. Никој од експертите, бидејќи Никој. јас пред да почне работата зборував со никој и никој си беа многу реални дека тоа е
на интелектуален труд кој што треба да се плати. Точно е, јас се сложувам со тоа и може треба да се плати, меѓутоа не сме разговарале затоа што они сите дојдоа со една добра волја дека сакаат да помогнат и да успее овој процес. Ниту праша, ниту со министерот сметавме дека тоа е приоритетно ние во моментов да го дискутираме. Има моменти кога и ќе биде јавноста известена, не е ништо. Да, обично за пари кога се работи, како јавноста не е многу често известена. Обично функционерите или губат картички или немаат и банка. Видете, вие сигурно сте во тек за одредени процеси и работни групи кои што работат во Министерството за правда и на тие други експерти, професори еминентни, без разлика што работат, добиваат надомест. Значи не значи дека нивната интелектуалност нема да се надомести. Не. Зошто Камбовски, Дисковска одбија да учествуваат, Шкарич, иако во некоја позадина го најавуваат од владата, не го гледаме исто во таа работна група. Тие се едни од најеминентните професори по уставна права. Сите тројца го прифатија и разговараа за сето тоа. Создавањето на оваа работна група беше за тоа што во моментов ние не пишуваме устав. Ние во моментов коригираме дел каде што зборуваме за меѓународно право, етничките заедници и све. Да, тие се еминентни професори кои што учествуваат во многу други процеси кај нас и јас не добив печаток од тоа дека они не го поддржале или дека не одбиле и нема да учествуваат. Влада ги најавува како фиксни во работната група, после тоа никако ги снема. Не сум слушнала за такво официјално соопштение од влада. Добро, има и неофицијални соопштенија од влада. Кажете ми, лично ве прашувам, вашиот став каков е околу 20%? Треба ли да се смени во албански јазик како што инсистира албанската етничка заедница во Македонија? Заменик министер не разговара за личен став. Вие сте правник? Да, правно формално, се додека постојат отварање на тоа прашање и други прашања, треба да се изанализира добро и да се отвори јавна дебата. Без јавна дебата, дискусија од многу чинители во општеството, не би сакала сега во моментов да биде злоупотребен секој збор и да завземам став за тоа. Сето тоа ќе си дојде природно по јавната дебата дали има потреба да се отвара или не. Тоа веќе е нешто внесено пред многу години со еден договор кој што сите добро знаеме и мислам дека за да одиме напред треба да гледаме кон иднината, а не да се враќаме назад нешто што сме го затвориле. Тоа би значило ревизија на рамковниот договор. Затоа кажав, тоа е нешто веќе затворено. Два договори се затворени, да одиме напред, да го затвориме и третиот и како што кажавме, еднаш реализиравме нешто, се затвори, беше успешно. Стабилизација на државата, продолживме напред. Се донесе уште еден договор, влеговме во НАТО, дајте сега да го сите граѓани да веруваат во тоа и сите 120 Ама не ви веруваат граѓаните, тоа е проблемот. Што не ви веруваат во однос на францускиот предлог. Ја нема владата таа поддршка што имаше за предства. Над 600.000 луѓе излегоа да гласаат за референдум. Да, формално правно беше неуспешен, меѓутоа беше доволна бројка со која што владата така излезе, иако на крај се сведе со од притвор носење на пратеници, добил некаков, се крстеше во некаков легитимитет дека може да го смени овој устав. Сега имате над 70% кои што се против. Како што кажав, 87 се законево. И не е никој не го, она што велите идентитетот, никој не е проблем. Во уставот ние имаме еден куп народи, делови од народи, делови од народи, дали бугарите ќе влезат и ВМРО, ДПМН и Христијан Мицковски да го прашате, ќе рече дека нема ништо против влезот на бугарите во уставот. Проблемот е што е наметнато ни, како на ниедна земја до сега, ние имаме 2 меѓународни конференции, меѓувладини конференции. За да почнеме реално преговори, ние мора да менуваме устав кој што го сменивме во 2019. Впечатокот е дека под диктат го менуваме уставот. Не. Перцепцијата е може малце погрешна и ќе мора да се потрудиме, сите да се потрудиме, да влијаеме дека и да објасниме дека ова е најдоброто нешто. Ако
лидерот на опозиционата партија смета дека не му е проблем тоа да влезе, нека дојде, нека даде представник и нека каже како смета тоа да изгледа, да дискутираме и да го направиме. Вие мислите дека вакви сериозни процеси се решаваат во таков формат со 23 представници од партии кои што не знаеме ни дека постојат или немаат пратеникко собрание или во таков огромен... Они нема да го решат тоа, собранието све ќе решава. Значи, ова е само изготвуваат нацрт предлог. Министерството го дава на владата. Уставот вика, владата е предлагач на сето тоа. И владата ќе го достави до собранието, собранието ќе решава за тоа. Што прават експертива и представници? А тие во моментов... Глумат демократија. Па некој треба да седне да Глумат демократија. Не, треба да седне некој да го напише, да го изготви, да види што е најдоброто решение. Не е така, треба да се слушнат повеќе мислења, зато се поканети сите представници. Ама ги немате луѓе во работната група. Немате опозицијата. Ни албанска опозиција не ви дојде, не само македонска. Тие беа поканети. Ама и верувам дека ќе дојдат. Каде ќе дојдат во собрание да гласат против? Ќе види. Денеска од Демократскиот институт, односно од Институтот за демократија, вела дека уставните измени за внес на бугарската заедница е најважен, но не е единствен услов за отворање на преговарачките поглавја. А од Институтот за демократија апелира домашните власти сериозно се зафатат со исполнување на сите превземени обврски за да не се остава простор за евентуална нова блокада од страна на Софија за поглавието што прво треба да се отвори владење на правото и фундаменталните права. Да не ги зборуваме, ги кажавме извештаите кои што од протоколот си влегува во преговарачката рамка и така натаму и така натаму. Дали вие мислите дека кога ќе ги внесе Македонија бугарите во уставот, тоа ќе биде последната услов или закана Бугарија што ќе има во Македонија? Илијана Јотова вчера кажа дискриминација, говор на омраза, се исто што. Јас верувам дека секоја европска земја ќе го направи сето она што е најдобро и што го ветил. Они имаат работат и по други закони, они се членка и на Совет на Европа, почитуваат некои работи и јас верувам дека соседната земја нема во ниеден момент да отстапи од сето тоа и ќе продолжи се напред бидејќи тоа што е зацртано. Како што ги почитуваат пресудите од судот во Страсбург за ума или напира. Исто така ги почитуваат и другите закони. Министерот за правда денеска испрати писмо, предпоставувам дека сте информирани, до 4 институции, односно до Америчката амбасада, до Европската унија, до ОПСЕ и Советот на Европа. Најбитно е Советот на Европа да помогне една европска земја, па дури оние земји кои се стремат кон патот на ЕУ, дека мора да ги почитуваат пресудите на Европскиот суд за човекови права. Имаше Советот на Европа и извештаи и се што и од комитетот стигнува и стопати до сега ги последната изјава беше од Советот на Европа, се чека новата влада повторно да ги потсетат, ама за сега веќе колку 14 присуди се ништо не се случува. Советот на Европа мислам дека ќе помогне, не да помогне, туку ќе најде начин како на една земја членка и членка на Советот на Европа да се да помогне да тие пресуди се бидат спроведени, реализирани во надлежните институции во... Побаравте ли од Министерството за правда на Бугарија официјално да ви известат зошто не ги спроведуваат пресудите? Бидејќи имаше и таква најава од министерот, посредбата со Стојко Стојков? Не, денес, како што самите гледате, Министерството за правда, министерот и јас сме многу транспарентни, оној прв чекор што го направи министерот во моментот на потпишување на овие 4 писма, информираше јавноста. Во моментот кога ќе го направи тој чекор, ќе информира. Значи, заложбата на Министерството за правда ќе биде да се помогне што побрзо овие пресуди да можат да имаат разрешница во институциите. Во неодамношно интервју направивте споредба со хрватскиот устав, дека хрватите ништо не губат, бидејќи македонците се дел од него. Меѓутоа заборавивте да направите една многу јасна дистинкција, дека таму македонците се впишани како малцинство, а не како делови од народ. Што е сериозна разлика во однос на државотворен народ во преамбулата, како што се инсистира за бугарите.
Во тоа интервју го зедов пример Хрватскиот устав и преамбулата за награѓаните, баш за она што пред малце дискутиравме, дека немаат верба. Да појаснам дека одредени држави, како и затоа е зедов Хрватска како пример, затоа што е во близината. Тука сите разбираме, прва отишла во ЕУ и сите тие работи. Тие 27 народи, малцинства, етнички заедници, како и да ги наречеме, тие се сепак дел од народ, и малцинството е дел од народ. Сите тие биле во уставот и хрватските граѓани, истото го кажав, дека хрватските граѓани не осетиле дека имаат нешто, не им се повредени ни чувства, ни ништо, за да може, ако кај нас влезат бугарите и другите народи, дека македонците ќе се чувствуваат така. Тогаш се обраќав до граѓаните на Република Северна Македонија и го зедов како пример, не како модел. Како што беше превртени во некој контекст на од опозицијата дека малцинството е дел од народ, зошто е тогаш спор не е? Затоа што овај нека биде македонскиот народ, Македонија е држава на македонскиот народ и на малцинството и да ги наредиме. Така ВМРО ви гласа, се е среќно, супер се живее. Моделот на преамбулата ако нема поминат пред има многу сериозна разлика. Моделот е поминат пред многу години и таа преамбула тогаш е сменета и не може, како што кажав пред малку за другото прашање, дека не би сакале ние да се враќаме назад, туку треба да одиме напред. Да продолжиме напред и да не почнуваме со опозицијата да се препукуваме за кој модел ќе зборуваме или не. Истото тоа што го зборат на прес, нека повела до работната група, нека го кажат. Ива побара Мицковски лидерска со Ковачевски, побара и дуел, ама Ковачевски одби лидерска и дуел. Се додека не влезат во работните групи, во процесите кои што се клучни, не само уставот, многу други ги поканивме да влезат, да видат, да бидат транспарентни. Колку долго сте во политика во Македонија? Мислите политичка партија или по политика се на функција? Бета, колку сте учесник во јавниот општествен политички живот во Македонија? Не мора како функција, туку како учесник. И во партија од најмали сте ги гледале процесите како се одвиваат. Од 2002 веќе работам во институции државни, како влада, министерство. Кој процес сериозен во Македонија, вклучително и најсериозниот рамковниот договор, Пржинскиот договор, се случил вака со 23 членови на работна група од партии кои што не знаеме ни дека постојат и така натаму? Видете, втор пат ги спомнувате партии кои не знаеме дека постојат. Партиите постојат и тие се дел од парламентарните партии во собранието. Значи, поканети се политички парламентарни партии кои се представници во собранието. Тие постојат, тие се дел од коалициони партнери и на... И 99% се од коалицијата на СДСМ, кои што ќе гласаат или вака, или онак. Тие што нема да ви гласаат или што ви условуваат, како албанските, дел од албанските партии, ги нема. Сакам да кажам, зошто не го направивте форматот помал, поличен, затоа што сакавме да биде потранспарентен. Да влеза, да биде... Ние не знаеме што се случува една недела со еден деловник. Не е транспарентен. Председателот на работната група даде и прошлиот пат изјава и сега даде изјава на медиумите, не се криеше. Дека деловникот ќе го согласува деловникот 3 дена. Иве, ја лично на вистина не знам што е спорно со тој деловник. Вие можеби знаете. Меѓутоа мене тоа ми изгледа за деловникот е спорен за 2 недели. Јас не добив печаток дека е спорен. Не добив печаток дека е спорен, туку објаснија дека наредно ќе го изгласат и во моментот ќе продолжат да работат на другото. Уште едно прашање тука и да завршиме со тема. Велите нема никаков проблем, идентитетот нема зашто се плашат граѓани и така. Нема. Вчера од Алијансата на македонските бугари велат дека штом ќе влизат бугарите во македонскиот устав, она што најпрво очекуваат е 2300 вработувања во државната администрација. А потоа и сите други права кои што ќе ги имаат како државотворен народ. На последниот попис во Македонија 3504 бе. Вработувањето во државава си се спроведува согласно закони. Тоа станува збор во Законот за работни односи, Законот за административни службеници и по Законот за вработени во јавен сектор. Дали во тој закон ние имаме балансер? Имаме балансер. Малку
Не, одличен балансер имаме, каде што во последната графа викат и други националности. И денес друга националност може да се пише и да се јави на оглас. Да, ги видовме огласите. Македонци се пишуваат албанци, албанците се пишуваат турци, турците се пишуваат антикорупцијска, имаше еден куп процеси такви. А и последниот министер за администрација имаше нешто спорно околу балансерот беше, ама остана тоа така, па потоа излега од влада. Значи, како, поентата ми е, ако очекуваат 2300 вработувања со 3504 бугари на попис во државата, каде се другите земјаци? Повторно ќе ви кажам, значи си има закони кои што си се регулирани како националностите во Република Северна Македонија можат да го остварат правото за редовен работен однос. И вика, и официјална Софија вели дискриминација на бугарите, не се 2300 вработувања, вето за евроинтеграцијите. Не верувам. Не верувам. Верувам повеќе дека се тоа ќе успее. Денеска прва вест беше Комисијата за европски прашања, каде што на брза лента се законите кои што ги бара Бехтелиенка во однос на коридорите 80D, каде што повторно се злоупотребува европското знаменце, најчесто критикувано и во сите европски извештаи, а и во од Европската комисија во земјава веќе цела недела алармираат. Вака како правник ме интересира. Вака се стравните кога се злоупотребува европското знаменце за неправо? Овие закони, измениве дополно, што ги прават, гледам група закони, мислам дека 5 беа некој, да. Меѓу кои тој за работни односи. Да, тие се поврзани сите со оној закон пред 2 години што се донесе од потребата на сето тоа. Во изминатиот период, значи се донесе пред 2 години закон, договор и се треба тие закони да се изменат за побрза реализација на тој договор. Инаку ќе плаќаме пана. Или дополнителни трошкови, како што вели владата. Јас мислам дека ни јас, ни вие Душица, ни никој од граѓаниве не сака да гледа долги процеси на инфраструктурна градба. Секој сака што побрзо да се заврши. Во моментов, законската рамка Македонија не дозволува некои процеси да бидат пократки. Затоа се прави ова, за да не може никој да го заобиколи законот и утре да ни кажат дека има заобиколување. Де факто е злоупотреба на европско право. А европското знаменце што е ставено на ова, на тие 5 закони, е затоа што инфраструктурните проекти што се прават во Република Северна Македонија треба да бидат еден дел од она што ние пристапуваме кон ЕУ, али во моментов Дейвид Гир не вели така. Предпоставувам дека тој повеќе знае што треба ние да направиме за ЕУ отколку ние сами. Ние за ЕУ треба многу да направиме, законски рамки, инфраструктура, добри патишта да можеме. Графата каде што согласување со европското аки е празна. Самиот вице-премиер за евроинтеграција кажа дека причината е политичка. Де факто се злоупотребува, правно се злоупотребува елемент. Ние во моментов имаме и една опозиција која блокира клучни закони. Некогаш треба да се убрза, да се направи нешто, за да може побрзо да тргнат процесите. Не може ние да ја чекаме цело време опозицијата во парламентот да не блокира и ние цело време да плаќаме пенали и граѓаните да не добиваат печаток дека оваа влада нешто ради. Оваа влада многу направи и многу прави. Меѓутоа, тие блокади кои што се за интерес на граѓаните, јас сметам дека они треба да се одважат и да отпочнат. Мадич, филинgbастерот е легитимна стратегија политичка днес секаде во светот. Јас сум 20 години собраниски известуваш. Многу добро памтам блокирање на опозиција на закони. Па сада сама буџет блокираше. Заврши тоа потоа како што заврши на 24-ти. Не пријатно, и не одговараше никој. Да не се подсетуваме на тие моменти. И не одговараше никој. Да, тоа е најтрагично што не одговараше никој. Вашиот коалициски партнер и председател на собранието што вие го изгласавте, односно вашата партија во собрание, па со денови молчеше и го читаше Ацо Шопов. Филинgbастерот е нормална, како можете на секоја партија е право амандмански да реагира на еден закон. Над 9000 амандмани имаше Дуина, Деловник, кога се случи мајскиот договор. Овој стратешки проект... не го текне да, ајде ги скокнеме сите, па да тираме преку трупа. Претходно и сами кажавте, станува збор за стратешки проект каде што доколку побрзо не се реализират, пенали ќе плаќа државата.
Тука е тоа што граѓаните ќе го осетат, дека се кочи и се трошат граѓански пари непотребно. Подобро е побрзо да го поминеме законите, да започне изградбата на коридор 8 и 10, за да може се побрзо бенефитите да ги осетат граѓаните во економија, увоз, добри инфраструктурни патишта, поврзување на многу места, излагање на 2 пристаништа, значи сето тоа е многу поголем бенефит. Да, и државата, исто како со францускиот предлог кога си го прифатила, требало да и биде јасно дека нема 80 претеници, требало и сега да мисли дека врската што си ја превзела или ја испреговарала дека државата ќе плати пенали доколку не се донесат тие закони до одреден рок, требало да мисли како тоа ќе го реализира. Демократски, транспарентно, согласно сите нели уставот и законите, омилената реченица на сите функционери во владата. Јас не видов во ниеден момент владата дека ниту за францускиот предлог, европскиот предлог, ниту за ова не беше транспарентна и криеше нешто. Све беше објавено, нели тоа бе, заклучоците беа јавни, објавено беше од на владата. Не видов ја во ниеден момент дека нешто се крие. Па и се крие договорот за Бехтел и Јенг. Договорот се понуди да го видат сите. И пред 2 недели никој не сака да дојде на таа комисија да ги погледа. Комисија уште не се ни знае на која ќе се гледа, меѓутоа опозицијата бара да го земе во раце, а не да им сега парафразирам. Не можам го мафтате. Не можам тој да го коментирам затоа што не знам каква клаузула имат во договорот. Не сум го видела, дали тој договор може биде даден пошто има такви меѓународни договори каде што вика. Тој може да биде даден на увид, може да се даде да се множи, да се дели. Ние не знам. Тоа е проблемот, затоа што ние не знаеме колку ќе начини тој договор. Колку ќе начинат автопатите. Да, 1,3 милиарди евра е старт на некоја позиција. Меѓутоа не знаеме до кај ќе стигнеме со договорот. И затоа и граѓаните треба да го видат за да поверуваат дека да, нема ништо тајно, нема ништо спротивно на интересите и така натаму. Јас мислам дека министерот кој е носител на транспорт и врски и координаторот на тој реализација на тој проект, веќе неколку пати кажа, изјавија и износи и рокови и све. Не би стакала да навлегувам натака затоа што него зборуваме во однос на перцепцијата и довербата. Тоа ми беше поинтата. Ама не се прави ништо погрешно во моментот во собрание со носењето на тие закони. Со тие закони се злоупотребува европското знаменце. Амбасадорот на Европската унија во Македонија и кажа на владата дека го злоупотребува европското знаменце. Трајко Велјановски одговараше на времето по амбасади го вика заради злоупотреба на европско знаменце. Верувајте ми дека утре на Европската комисија при собранието и од понеделник многу брзо ќе се завршат овие работи и верувам дека тие претенции. Па ќе се завршат пошто се ограничени, не може да траат до бескрај, мора за 2 дена по закон да завршат, затоа што такви ви се законите. Тука правиме пауза за реклами, потоа продолжуваме со она што се случува во суштината. Викторија Аврамовска Мадич, интервју во 24 анализа. Госпоѓа Мадич, во тие на брза лента закони со европско знаменце кои што не се усогласување со европското законодавство и ваш закон, односно на Министерството за правда, академија и судија. Исто и тој беше заглавен на политички систем, мислам дека беше. Па исто го повлековте, па исто сега го вративте. Вас слуша, велите дека исто во едно телевизиско мислам интервју дека бил вратен бидејќи внатре биле ставени сите амандмани за белешки на опозицијата. Ја денеска се обидов, се контактирав со опозицијата и ова е се што ми пратија во однос на забелешки, околу 10 на страни имаат и на новиот закон. Клучното она што го спорат, ако се земе сублимат, е дека со новиот закон за академија и судии буквално се прави субјективизам во однос на комисијата која што ќе треба да прави испити и за прием и за полагање, така натаму. И во однос на лице кое што ќе биде делично номинирано од министерот за правда, односно обвинуваат дека ги спуштате критериумите и правите обид за партизација во академијата и за судии и за јавни обвинители. На брза лента исто така. Напротив, значи законот беше 3 години блокиран од многу амандмани. Во Министерството за правда, кога дојдовме со министерот, одлучивме да го повлечеме и сите оние амандмани што беа прифатливи за подобрување на неговиот текст, ги вградивме внатри. Тоа траеше, комисијата се собра 23 во една недела и се заврши.
Тој предлог закон во моментов што се наоѓа, јас пред 2 дена образлагав потребата за скратена постапка. Европското знаме, бидејќи овој закон е веќе поминат на скринингот во Брисел и е завршено дека тој закон ќе се донесе во ваква форма како што е. И прифатливи тие амандмани што се ставени, Европското знаменце тука е потполно оправдано, можете и од Европската комисија да го добиете како потребата од скратена постапка зошто е? Не само што се коригира приемниот и завршниот испит, тука се ставаат, нема да биде тоа за партизација, туку по усложнување. Сега електронски полагаат. Тогаш ќе полагаат пред комисија. Да. И тогаш ќе може да ги слушнат, да ги сослушаат обучувачите кои доаѓаат на прием. И кои ќе одлучуваат кој ќе биде во таа комисија? Веќе во законот се е регулирано кои се представници во комисија за приемен и за завршен. И во приемниот и во завршниот представник предлага Советот на јавни обвинители, Судскиот совет на јавни обвинители, Сдруженијата, суди и обвинители се тие и во двете комисии и сега и откако постои законот има представник од Министерството за правда. И сега ова се случува кога ние имаме скандал во Судскиот совет, скандал во Советот на јавни обвинители, кај што имаме доделување на дипломи и решенија, како и да се вика, на академијата зад затворени врати, без да бидат известени медиумите, бидејќи, како што кажа директорката, само Мија пренесувала така како што требало, како што било, реално, парафразирам. И имаме многу јавни интересни фаци, роднини на актуелни суди, актуелни функционери, жени, синови, снаи и така натаму, кои што земаат решение. И ако електронски тоа свини се случува, замислете го ова сега Совет на јавни обвинители дискредитира. Судски совет дискредитира, партиски министер, нели, партиски предложени функционери. Вие ставате. Кој ќе верува побогу на такво? Да се навратам на законот, две измени што не ги спомнав, кои што се во моментов клучни. Пред 4 години се напушти од законот една одредба која што беше многу битна и по-недискриминирачка за сите овие слушатели на академијата. Тоа е дека слушателите кога ќе излезат од академијата ќе добијат унифицирано уверение. Во овој закон ставаме одредба дека тоа уверение ќе важи и за веќе слушателите кои ќе излезат во 2024 и за оние кои оваа генерација сега во моментот каде што конкурсот е веќе завршен и почнува да полагањето за приемен испит. И тие треба да добијат доколку овој закон го донесеме во собрание. Па со оглед на Европското знаме, ќе го донесат. Уставот на Република Уставот на Република Северна Македонија на секого му гарантира право на образование и право да одбера за работа. Ама мора да ги исполнува услови. Така. Во моментот за особата која што сакате да ја спомнете, дека станува збор за син на висок функционер или други кои се синови и ќерки на одредени јавни личности или суди и обвинители, ги исполнувале сите услови во моментот кога се упишале на Академијата за обука на суди и јавни обвинители. Вклучително и Баралат Џафери? Да. Он ги исполнувал условите во моментот кога се упишал на Академијата. А како полагал право студент без диплома, барам според Тоа било предходно. Тоа ќе го одговори претходниот министер, тоа веќе еднаш го имам кажано, и ќе се провери во таа документација. Ама до сега не ли проверивте таа документација, ама? Сите, не зборам за само вие. Во моментот кога он тогаш полагал, законот за полагање правосуден испит дозволувал предвремено полагање. Во времето на 2018 или 19 не ме фаќате за збор, на министерката Рената Десковска е иземено тоа и е сменето дека министерот нема више дискреционо право да дозволи да полага. Ама ние не збориме дали да, и во времето на Туша Гошев можело министерот да дозволи предвремено полагање. Ама она што го спори антикорупцијска е дека Џафери немал дипломирано, односно ги немал соодветниот број на кредити.
Тоа не можам да кажам, пошто не сум ги погледнал документите. Не е Во проблем моментот, дека полагал проблема дека не завршил факултет, барем според антикорупција. сите, па дури и он, кога се упишал на академијата, ги исполнувал условите. 300 кредити, положен правосуден и 2 години стаж по полагање на И правосудниот. сега како го имаме овој случај, сопругот шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција, за кој што и американската амбасадорка беше зачудена, барем така кажа, за неговиот избор, а неговата сопруга обвинител во Кичево. Една од измените што ги правевме во однос Нели е на борба спорното? Судрен на интерес е класичен. во моментот кога СДСМ дојде на власт, ја предводеше оваа влада, донесе една стратегија од 2017-2022 за реформа правосудството. Таму, што И стави? тоа- Не. Зборам за обвинителот на организиран криминал. Нема изборот на обвинителот. зборувате добро, дека е на непосредни внатре непосредни и тој го избрале самите обвинители, не го избрала ниту владата, ниту извршната власт. И магично Во потоа моментот- излегуваат фотографии од свадби и од крштевки со функционери на ДУИ и американската амбасадорка вели дека е зачудена како тоа може да се случи, а неговата сопруга ќе си биде обвинител во Кичево. Сите обвинители За суди, довербата е 4% во сите обвинители суди преносењето на своите одлуки треба да го работат тоа совесно и отчетно и во согласно законот. Сето надвор од приватното време, сите ние имаме некакви Ама некако слики. ова функционира во оваа генерацијска година многу се собра. Нема ништо спорно ако некој е правник, дедото, таткото, па синот, биле суди едниот, другиот, па тој сака Ама да стане. актуелни се, функционери се. Шефот на организиран криминал е носител на такво едно голямо обвинителство, не е обвинител во ресен. Мислам дека и председателката на антикорупција еднаш го кажа во едно интервју, и то мислам дека беше у Телма, дека судирот на интереси ќе се појави доколку неговата сопруга работи во истото обвинителство. А инаку нема судир на интереси. И нема судир на интереси затоа што станува збор за многу други случаи имаме изминатите 30 години, двајца суди сопруг и сопружница. Добра, може би нема судир на интереси. Колку е етичко? Па вашата партија најголемата забелешка за Христијан Мицковски е дека бил асистент на неговиот татко. Ако е вака по оваа паралела, Сопругата на шефот на организиран криминал, кога се опишала на академијата, он не бил шеф на организиран криминал. па стрикно таа заврши, тој стана шеф. Видете, Не, за сега конкретно зборуваме за Исламабази, таму е сопругата, не знам, и на Тимчо Муцунски, таму е и снаата на Цветанка Иванова во таа генерација, позната, истинот на Талат Джафери. и на Лидија Неделкова синот Да. или ќерката, Да. значи нема политика во академијата. Значи нема политика. Од сите политички партии има. Тоа што нивните родители станале јавни функционери, политичари, не можеме да им го скратиме на нивните деца правото. Па значи од сега да ги коригират и вашите сопартици да не го критикуваат Мицковски што му бил асистент на татко. Според логиката. Да, ама друго е асистент на својот татко, друго е двајца обвинители, сопруг и сопруга да работат во две различни обвинителства. Но едниот да го води најголемото, најбитното обвинителство во држава и да се слика по свадби со Али Ахмети, например. А на академија која се опишуваат дали во законот, пошто ги спомнавте, знаете дека уписот само трае година дена. Колку тестови они полагаат за да можат да влезат? Селекција, година дена. 2 години се на академијата. Значи, период е од 3 години, он од кога некоја личност ја одлучи дека треба да оди на академијата, поминуваат период од 3 години при завршувањето. Неговиот избор зависи од моментот кога ќе двата совети и судскиот совет, ќе распишат оглас од потреба на нив. Они може да ги чуваат уверенијата и ако нема потреба и нема огласи, да седат во како стручни соработници во обвинителство во судство и наредните 5 години. Такви ситуации имавме за некој. Да, имавме и стручен соработник, председател на судски совет.
Рековте треба сите избрани судии да работат согласно уставот и да него законот и да не го прекршуваат. Таа Максима ја слушаме 30 години во држава согласно уставот и законот така натаму. Дали тоа значи дека судиите во судскиот совет Треба да се поднесат оставка? комплет како што бара и дел од јавноста и дел од политичките партии? Судскиот совет е составен 13 члена. 15 члена, ама никогаш председател на Врховен суд, ниту па министерот за правда ги спомнувам, бидејќи они само може да присуствуваат на одредени седници каде што немаат право на глас. Останатите 8 суди се избираат од редот на судиите и тие си ги предлагаат на непосредни натре судиски избори, како да ги наречам. 5 останати членови се од собранието. Тоа се институции кои што ними ги ставаат. Во моментов, постапката за некој од членовите на судскиот совет да може да биде излезен во законот за судски совет е многу добро коригирано и разработено јасно во одредбите на законот како член на судски совет се разрешува. Ама сега не ми цитирате закон и јас ве прашувам политички став, значи таму ни се случи скандал, ни се случи незаконско разрешување на председател, па се поништи на законското, па повторно се председателката се разреши, па се избра нов председател и сето тоа следуваше неколку месеци од како претходната председателка си даде оставка поради политичко и бизнис судски елити. А актуелната разрешена велеше дека политичка заднина има целото нејзино разрешување. Има скандал, сериозен таму. И последниот е што ги исфрли камерите. Имаше новиот председател. Судскиот совет во последниве неколку дена или недели покажа дека имаше неубава слика за јавноста, бидејќи они се столбени. Тие самите своји закони не ги почитуваат. Одлуките на судскиот совет дали се законски или не, други органи ќе ги кажат. Се додека не ги видиме, не сум јас заменик министер, ниту некој друг од надвор да ги толкува дали се тие законски. Точно се знае дали која институција може да докаже дали одлуките се законски или не. Подпредседателот вели се што не е со закон забрането е дозволено. Во однос на разрешувањето на Дамева, го цитирам Селим Адеми. Во законот е регулирана целата постапка за избор на председател на судски совет. Постапката за разрешување на член е регулирана. Меѓутоа, постапката за промена или изгласување на недоверба на председател на судски совет не е регулирана. Во ниеден член од законот. Значи е дозволено, бидејќи го нема во закон. Има, мислам дека на крајот на законот за судскиот совет некој член, како беше 38, каде што вика дека судскиот совет може да донесе одредени одлуки кои што не се во согласност, кои не се регулирани со овој закон, а се од не знам каков интерес со мнозинство. Политички ме прашувам како заменик министер, дали за скандалот кој што се случи во судски совет треба да се понесе одговорност? Институциите. Кои институции? Кои што во моментот ги кои ги довеле тие членови во судскиот совет да бидат 5 од собрание и судиите кои што си ги избрале овие 8 суди да им бидат нивни представници, треба да одлучат дали тие ќе бидат више членови на судски совет. И ве дали ќе иницирате собранието да ја разгледа приказната? Веќе на дневен ред вчера беше усвоена последна точка, информацијата во собранието што беше доставено до опозицијата. Да. Ма тоа не значи информација дека има последици за разрешување? Не сум ја погледнала информацијата, само кога погледнав дневниот ред, видов дека таа информација е веќе усвоена, па дури со некои 75 гласа. Тие заклучоци фамозни ги добивте? Кои што по дефолт заклучоци, записници, се извинувам, кои што по дефолт треба да ги добиете, бидејќи министерот е по дефолт по автоматизам член на судот. Не можам да кажам за да не излажам, затоа што министерот добива покана за седница, а видов веќе дека судскиот совет имал 2 седници, предпоставувам дека го има добиено записникот. Последната информација во вторникот јас бев на вести, значи предвадена и ја правевме темата, беше дека се уште ги нема добиено записниците. Само по себе записникот на судскиот совет може да се достави во моментот кога тој ќе биде усвоен на наредната седница и тогаш му се доставува на министерот како покана. Видовме 2 седници, не знам за какви седници. Значи тоа ми се информации колку и вие што ги имате од медиумите од јавноста.
Магично по изборот на новиот председател и усвојувањето на ставот дека медиумите, како кажа, ги деконцентрирале членовите, односно камерите на судскиот совет, магично исчезна овие 2-3 дена, имаше седници поред, неколку 2 дена, со новиот председател. Вчера и завчера, мислам, нешто што... И магично исчезна онаа точка за евентуална одговорност или разрешување на Енвер Беџити, која што беше и тригер според Дамева за да биде таа разрешена, затоа што со месеци намерно го чувал предметот во апелација Таргет Тврдина за масовното прислушување. Со прво обвинет осуден Сашо Мјалков непотврден. Видете, не сум го видела дневниот ред на судскиот совет и не знам за какви точки станувало збор. Кога станува збор за барање за утврдување на одговорност на некој судија и кога се почнува постапката, законот предвидува затворени седници и верувам дека судскиот совет, доколку се обратите, ќе ви одговори за ова прашање што станува збор за тие предмети. Дали Енвер Беџити е позадината на разрешувањето на Дамева? Од она што го гледав во медиумите, јас не добив печаток дека станува збор за конкретен предмет. Добив печаток дека станува збор за некој неусогласување и одлуката што е донесена во судскиот совет е со мнозинство гласови и дека мнозинството има потреба од промена. Верувам и сакам овој судски совет во моментов да продолжи да носи одлуки и да онакви какви што треба да бидат. Ви викаат политички притисоци има. Тоа прашање ќе го патите до нив. Ве прашувам како личен став ве прашувам, како заменик министер, политички став ве прашувам, дали ова све што ни се случува во судскиот совет мора да има некаква завршница? Не треба, не може и мислам дека нема такви политички влијанија во судскиот совет, затоа што извршната власт не е таа што не може да влијае на одлуките на судскиот совет. Ако веќе има кон оние кои што се представници од извршната власт, кој што е направен со уставот од 2006 за еден дисбаланс за судиите, има таму 8 судии кои можат да се одважат и да почнат да носат други одлуки. Ќе го видиме ли Енвер Беџити како врховен судија? Што мислите? Бидејќи сте кандидираш и во кривичен и во граѓански. Не можам на тоа да ви одговорам, затоа што јас не знам сето тоа го слушам од медиумите. Вие сте прави. Во сите критериуми долго време во правото се бара истакнат правник, можеби никош ќе сакате да преминете во таа фела. Би сакале да речеме не се конкретно не зборам за лик, меѓутоа за судија за кој што судски совет констатирал намера во држење на предмет за да застари, да ви биде да речеме колега или надреден? Треба ли таков судија да има Македонија? Или текстарчињата се надградија и проширија сега? Не само за тој, ниту за еден судија, не зборуваме и за конкретно, за случаите ниту за тој конкретен случај, ниту за друг судија, ниту па за обвинител, нема да ги коментирам работите претходно додека јас како заменик министер немам право да ги погледнам и не можам да ја видам документиците што станувало збор. Во моментов јас немам видено одлука од судскиот совет дали тој судија би работел несовесно и незаконито и дали таква одредба има. Јавна беше седницата каде што излезе? Тоа беше само извештај од констатирана состојба од страна на комисија. Па доволна, очигледно. Ама Дамева ја сменија и ја нема на дневен ред. Судскиот совет, знаете, кога носи програма за работа секоја година, каде што има координатори на судови, апелациони. Апелација има. Така, и во 2022 имало координатор кој што секој месец добива извештај за... Јас се прашам политички, бидејќи СДСМ во 2016 доби, тоест не ги доби изборите, меѓутоа ја направи владата 2017 со таа максима нема правда, нема мир што ја почнав. Па СДСМ најавуваше реизбор на суди, фамозните тефтерчиња на поранешни функционери на СДСМ, на ВМРО-ДПМН, се извинувам дека ќе станат минато. И сега се тоа што се случува, само е, можеби не е доказ, меѓутоа е впечаток дека се продолжило по истото. Четвртиот извештај на Греко, каде што вика извештај за корупцијата на пратеници, суди и обвинители.
Таму има на една страна многу добро објаснето дека оваа влада се заложила за борбата против корупција, интервенирала во законските норми на Законот за судови и судски совет, не, да ви објаснам, баш со разрешувањето, и таму вади статистика по број на поднесени барања за утврдување на одговорност на суди за 2020, колку барања биле поднесени, колку биле одбиени и дека биле разрешени 5 суди. Во 2021 од истата таква постапка биле разрешени 7 суди. Зборот нема правда, нема мир, не мора да го врзуваме само со тоа дека ако ги разрешуваме судиите, и тоа тие суди, многу е коректно, многу е добро напишано, се разрешени заради незаконито и несовесно работење, а не ради корупција. Несовесно и незаконито работење во постапката. Во обвинување за Акмисот. Например, актуелно обвинување во Куманово за Акмис. И за тоа ќе ви дадам. Например, немаме многу време. Кажете ми, пошто имам уште неколку битни многу прашања, како го коментирате ставот на председателот на Советот за јавни обвинители дека треба обвинителката Ленчаристовска да одговара за изнесен став критички? Во моментот кога слушнав тоа на медиумите, претходно имав слушнато за етичкиот кодекс на обвинителите и тоа го дискутиравме на последниот совет за следење на имплементација на стратегијата за реформа во правосудството, каде што имаше некоја препорака од Европската унија за некаква си корекција, упатство поврзано со етичкиот кодекс, и тогаш го прочитав. Таму има една одредба каде што вика дека обвинителите со тој етички кодекс се обврзуваат да внимаваат на угледот, достоинството на обвинителството и при нивните изјави. Исто така има една одредба каде што вика дека при самиот при примената на етичкиот кодекс, кој што е подготвен од Сдруженијето на јавните обвинители, дека се формира некое тело, мислам дека од 5 обвинители, не ме фаќате се за збор, не е битно каде што секој обвинител кој што во моментот има потреба да разговара, може да се обрати да се обрати до тоа тело при Советот и да напомене, да каже јас како да го применам етичкиот кодекс, дали со оваа изјава ќе го повредам етичкиот кодекс. Според вас треба ли Ленчаристовска да одговара за изјава во која што вели дека Советот на јавни обвинители е извор на тргување со влијание? Незината изјава јас не можам да ја дефинирам како повреда поврзана со етичкиот кодекс од моментот затоа што тие, Советот на јавни обвинители, се точно кои знаат како да се имплементира тој етички кодекс и кои се тие изјави кои што не смеа согласно член 1 да го нарушат угледот на обвинителите. Што е погрешено во конфискацијата на имотот на Сашо Мјалков, Орце Камчев, Сеат Кочан? Бидејќи од нигде никаде во вторникот вечерта излезе едно соопштение од Правда со 3 реченици дека имало неправилности во предметите трансферти, империја, плацеви наводно и така натаму, неправилности, пропусти. Што значи ова? Ќе треба државата да го врати на Сашо Мјалков имотот? Агенцијата за одземен имот постапува по правосудни судски одлуки. Законот, предлог за конфискација на имот, одземен имот, работи по казнена и прекршочна пресуда. За кривични дела. Значи, конфискација на имот се прави само кога има настанато некое кривично дело при стекнување на тој имот, предмети и ствари. Конкретно за империја имавме и пазарење за слобода, односно за казна. Агенцијата за одземен имот каква постапка презела за конкретни... Ова е соопштение од Министерство за правда? Каква постапка презела за одредени предмети и случаи, не ги знам, меѓутоа, доколку имала проблем при законската регулатива, во моментов изготвуваме предлог нов закон за тоа и во работната група баш се информирав овие неколку дена, се става некоја и други одредби каде што ќе им помогне за побрза реализација на одлуките и подобра примена на правосилна судска одлука. Што ќе се случи конкретно со овие случаи кои што од вашето министерство се наведени?
вие ги наведувате, Трансмарт, Империја, плацеви наводно високопрофилни криминални случаи со присуди. Сашо Мјалков, Орце Канчев, Сеат Коча. Министерството за правда не може да постапува по предметите. Ама предпоставам дека знаете, бидејќи од кај вас стигнува дека имало неправилности во конфискацијата. Јас не сум ги погледнала предметите, ниту... Може ли да се случи штета да му плаќаме, да речеме, на Сашо Мјалков, државата да му плаќа, пошто незаконски со неправилности го конфискувала имотот? Прво, за конфискацијата на имотот немам погледнато никаков документ. Штетата е утврдува надлежен суд. Само со правосилна судска одлука агенцијата може да постапи. Ева, вие велите, вашето министерство вели, евидентирани се неправилности и пропусти во постапката и во извршувањето. Во агенцијата. Во агенцијата, ама Министерство за правда кажува. Да, ама агенцијата за одземен имот се е посебна институција која што си има директор и може да се одговори кои се тие прашања. Што може да се случи сега? Може да се врати имотот на Мјалков? Тоа е прашање што цело време се овие 2-3 дена циркулира и по медиуми, и по експерти, и по Ако е не можам да кажам за некој предмет кој што не го гледам документите. Судот ќе констатира и ќе види дали имале пропусти или немало пропусти. Значи може сериозно државата да му плати и штета. Хипотетички, еве мене, ако со неправилност ми е одземен конфискуван имот. И јас ја тужам државата. Штета, да. Ама баба кажавте. Ако ја тужите државата и добиете правосилна судска одлука. Значи, тоа секако е секој граѓанин на државата може, доколку смета дека му е загрозено некое право, па дури настаната штета, може да си го оствари правото пред надлежна инстанца. А дали може да се случи конфискацијата да биде невалидна? Ева, конкретно во со кој да е случај? Ако се пропусти и неправилности. Има ли таков воопшто во праксата, има ли таков случај на враќање на одземен конфискуван имот по судска присуда заради неправилности при конфискацијата? Јас не сум слушнала за пракса дека се десило такво нешто, затоа што точно во пресудата се наведуваат кој имот, како треба да се конфискува и агенцијата е зема пресудата, има таму рокови во 3 дена, па вредноста на скоро сите тие работи. Меѓутоа конфискацијата не може да се поништи, барам вие не сте чуле досега, немало. Не сум чула и не сум видела таков документ. Не за тој предмет, за никој предмет. Не сум чула дека општо, не сум чула јас во јавноста дека некој конфискација се вратила. Можда имало. Може не, ама не е невозможно. Правно ве прашувам, дали е невозможно? Повторно ќе кажам, тоа е една судска постапка. Значи, не можам се да кажам како некој може да се го врати имотот без судска постапка. Дали, кратко и јасно, дали осудените за диво населје ќе одат на дослужување на казната во Косово, дел од нив и доживотно осудени со косовски државјани? Со државјанство. Сите осудени лица кои се странски државјани, трансфер во матичната држава можат да бараат преку по Конвенцијата за трансфер на осудени лица со дополнителен протокол и со Законот за меѓународна соработка во кривична материја и други закони кои ги регулира нашата држава. Конкретно дали ќе одат? Сите тие осудени лица, доколку поднесат барање во Министерството за правда, се подготвуваат една документација во некои 10 чекори. Кога ќе се подготви документацијата, потоа се разгледува за трансфер на тоа осудени лица, дали постои можност. До каде е документацијата на осудениците во диво населје? Сите предмети во Министерството во правда што се пристигнати за сите барања, мислам дека негде поголем број се. Конкретно за ова, бидејќи министерот имаше јасна изјава на 3 брифинзи на нема ниеден предмет готов подготвен дека е спремен за трансфер. Нема таков предмет во Министерството за правда. Значи, подпис нема ставен. За трансфер не. Докаде е барањето за Африм Исмаиловиќ и Алил Демири? Директно извршување на извршители на петкратното убиство кај Смилковци, исто од Косово. Последната изјава на Албин Курти беше дека не им верува на македонските судови? Трансфер нивни во Македонија? Не можам, не знам за оваа постапка, немам информација, како што кажав за сите, не можам конкретно да кажам, значи ова е више постапка наши државјани што сакаат да се вратат во
Република Северна Македонија. Трансферот на диво населје Не сакаат, ние бараме да ги екстрадираат, Косово не ни ги дава. Више ви викам, години назад. за конкретни имиња не сум запознаета. Прво обвинените, осудените во отсуство. За конкретни имиња не сум информирана. А вели дека не верува на македонските судови. Премиерот Кустовски. Сега скоро на заедничка пресконференција со председателот Пендаровски. И конкретно за ова. И сега како ние ќе екстрадираме осуденици на доживотен затвор, евентуално ако нели. Трансфер. Разлика има меѓу трансфер и екстрадиција. Добро, трансфер ќе направиме во држава во која што премиерот вели дека не верува на македонските судови. Кој ќе ни гарантира дека ќе ја признаат пресудата во Македонија за доживотен затвор? Како што одговори? Барањата за кој да е предмет кој поднел барање за трансфер, кога ќе се комплетираат од сите институции кои што се чинители во процесот, може да се разговара и размислува за трансфер. Во моментов нема постапка за трансфер за ниту еден предмет. Господјо Мадеш, дали вашите картички се тука и банкинг ви функционира и се ви е окей? Да. Дали знаете колку платата ви е покачена, за колку проценти? Согласно законот за плата и одлуката на Уставен суд која што треба сите да ја почитуваме, платата може секој да ја пресмета и земам како секој заменик министер и избран именуван функционер. Колку? Согласно законот знаете за или не знаете? Согласно законот за плати, пресметката ја прават по укинувањето на одлуката Уставен суд. Значи не сакате да кажете. А знаете. Бројка. Платите не се согласно закон. Фера е покачувањето на функционерските плати? Функционерските плати не беа покачени од страната на владата, а владата мора и како секој граѓанин да почитува одлуките на Уставниот суд. Сите одлуки ги почнуваат. Закон што го најавувате више со месеци ќе стигне никогаш на за системските плати, закон за системските плати. Тој закон се изготвуваат и вице-премиерот за економија неколку пати го има најавувано и веќе предпоставувам дека ќе биде во брза фаза, при завршна фаза во координација со одредени синдикати и колективниот договор. Добро, вие сте еден од ретките функционери што знае колку зема плата, ама не ја кажува, другите не знаат. Им згубени се картичките и така натаму. Јас се надевам дека и тој закон многу брзо ќе го видиме во собрание на брза лента. Треба да го видиме и сите затоа што е во најмала рака нефер односот меѓу работничките и функционерските плати. Направено е за покачувањето на платите, тргнувајќи од минималната просечна плата да го видиме, да. Меѓутоа, да, треба да на платите да се работи посебно на администрацијата, која што во моментов треба да дојде до некој треба ли да се намалат функционерските? Тоа ќе го покаже самиот закон за системските плати. Благодарам што бевте гостин во 24 часа. Благодарам и на вас на поканата. Почитувани, ви благодарам за вниманието.